Премиере, сакав да ви ја пофалам владата, ама не ја гледам. Членовите што треба да бидат избрани. Артан, премиерот е тука, премиерот е предлагач, продолжи. Знам. Членовите ниту имат право да зборат, вие може да зборите за нив, а тие не може да ви враќат. Премиерот е тука, продолжи. Фајндеричум, благодарам многу. Не знам на кој јазик да ви се обратам, ради тоа што всушност тоа што го зборам често се извртува кога испаѓа на албански. Но излегов за да дадам поддршка на изборот на владата, на експозето на премиерот и на одличниот избор на министри. Министерката, новата министерка за правда тука, министерот за образование, министерот за култура и сите други кои што ќе бидат избрани. Но денеска слушаме се и се што, но не слушаме за тоа што сме денеска и за што имаме точка на дневен ред, предлог за избор на членови на владата на Република Македонија. Зборуваме за анкети, зборуваме за спорот со името, зборуваме за било што, кожарство дури, само не зборуваме за кандидатите кои што денеска ги бираме овдека. Да се подсетиме како се роди оваа влада, која што денеска нели ја дополнуваме и ја прошируваме и ја правиме уште посилна. Владава се роди од изборите на 11 декември 2016. Едни од најтешките избори кои што два пати беа одлагани во земјава. Го распуштивме и го вративме собранието прв пат. И втор пат го распуштивме и пак го вративме собранието за да одржиме избори на 11 декември. Најдолга историска конститутивна седница, започната на 30 декември, завршена на 27 април, со избор на господинот Тала Џафери за председател на Собранието на Република Македонија. Со секојдневни блокади, со скандали и насилство невидено, не во Македонија, туку во целиот регион, можеби во цела Европа, во демократска заедница. И се роди оваа влада со 62 гласа. Влада која што храбро настапи, премиерот предводејќи влада коалицијска од СДСМ и ДУИ и другите партнери, и во овие месеци, година дена, после сите тие потешкоти, успеа да ја врати до вербата на граѓаните кон институциите, дека институциите може да функционира, дека секој министерство може да функционира, дека секоја дирекција може да функционира и граѓанинот да му верува, дури судот да функционира, дури обвинителството да функционира. Секоја државна институција. И тоа е најголемата придобивка на оваа влада. Што направи понатамо? Ја заврши кризата, политичката криза. И веста што ја добивме од Брисел, не беше дека добивме чиста препорака. Главната реченица, главниот збор, keyword беше завршена политичката криза во Република Македонија, окончана. Може да чекориме, се вративме на патот кај што сите наши граѓани очекуваат од нас да бидеме. А тоа е на трасата за интегрирање на нашата земја во НАТО и во Европската Унија. И тоа го направи оваа влада, затоа што всушност бевме изолирани. Оваа влада го заокружи Охридскиот рамковен договор, кој што ВМРО го подпиша, СДСМ го подпиша, ДПА го подпиша, ПДП го подпиша и сите ние ги направивме тие уставни измени согласно Охридскиот рамковен договор. Го заокруживме, го затворивме нормативниот дел. Нема веќе. Тоа е успех, тоа е заеднички успех. И се надевам дека на тој успех ќе се приклучи и господинот Иванов да го даде својот потпис и да престане со кршење на Уставот на Република Македонија.